Добро вечер. За помалку од 4 часа започнува изборниот молк пред гласањето в среда, кога полнолетните државјани на земјава ќе имаат можност да се определат за еден од 7 мина кандидати за шеф на државата. Откако во претходните наши изданија видовте интервјуа со Бујар Османи, Арбен Таравари, Билјана Ванковска, Стефчо Јакимовски и Максим Димитриевски, во ова издание ќе видите разговори со Стево Пендаровски и со Гордана Силјановска-Давкова. Ќе почнеме со актуелниот шеф на државата и претендент за втор мандат. Господине Пендаровски, добро вечер и добре дојдовте во 360. Добро вечер, добро најдов. Како според вас помина соочувањето со вашите 6 мина ривали? Па да, денеска добро што се одржа воопшто. Имаше многу контроверзии околу тоа, околу мојот предлог кој го дадов на почетокот на кампањата, да направиме 2 мастер дебати со сите учесници. Од за мене непознати причини некои од учесниците на почетокот поставува некакви посебни лични барања да бидат дел од кандидати, дел да не бидат, што за мене не беше прифатливо. Потоа дел од телевизиите се откажаа од пренесување од не знам кои причини. И добро што одржавме една дебата. Дебатата беше долга и заморна, претпоставам и за гледачите. Траеше близу 3,5 сата, меѓутоа 7 кандидати се најмногу во нашата историја и веројатно тука и таму за некој од публиката ќе биде тоа интересно. Имаше прозивки на ваша адреса во меѓувреме дека вие сте еден од тие кои што не сака соочување. Знаете, чудно е, многу е и чудно. И на крај вие бевте практично последниот кој што прифати. Па затоа што немавме, гледате, последнава дебата која се случува овде, во оваа куќа, само 4 дадоа согласност практично до вчера. Мојот став беше, или сме сите 7 на бина, или ниеден. Не можам да разберам ако сме сите легитимно утврдени од ДИК, како кандидати да бидеме со 4, 3, 20 и така натаму, или имаше обиди од некој од вашите колеги, била да има, ако има најмалку 5, ќе има дебата. Тоа не е дебата. 7 првиот круг и 20 понатаму здравје Боже во вториот круг. Тоа е дебата. Колку сте задоволен вие од вашиот настап? Има ли победник на вакви соочувања? Колку тие влијаат на одлуката на гласачите? Знаете, ја нешто и малку од тоа знам, бидејќи имав таква професија порано, сега сум 5 години во политиката. Меѓутоа, за жал дебатите или дуелите кои се само 20 не додаваат, ни одземаат многу, бидејќи луѓето се познати претходно, јас сум колку веќе години на јавна сцена. И сите други се, Бога ми, дал Господ со години на јавна сцена. Некои биле министри во 90-тите, некои биле во раните 2000-ти. Имате градоначалници во втор мандат, во трет мандат и така натаму. Не знам колку тоа им помага на граѓаните, меѓутоа во ред е демократска дебата и принцип е да не видат сите на исто место и да одговараме на исти или слични прашања. Но во принцип не постои ни една дебата која може фундаментално да промени нечии рейтинг, да додаде или да одземе. И обично експертите велат дека 24 или 48 сати по дебатата, рейтинзите на секој од нас се враќаат таму кај што биле пред дебатата. Дури и независно од перформансот. Препознавте опит на некој од ривалите да ќари на ваша адреса? Па имаше, ја претпоставив дека ќе бидам таргет затоа што сум ја актуелен председател. Имаше обично таа. Иако главен таргет сепак беше друг кандидат. Молам? Главен таргет беше друг кандидат. Па не велам дека и другиот, знаете како, еден од учесниците вели, би сакал да ги прашам 20 од медиумите и сфорсирани фаворити, знаеш, што се разбира не е точно. Тука и тамо има, знаете, од маргинални политички играчи има секој пат обиди да влезат на големата сцена, особено за оние кои прв пат се во оваа игра. Јас за среќа сум долги години во оваа дисциплина и тоа не ме тангира. Господин Пендаровски, вие кампањата главно ја истеравте сам, на митинзите ве гледаме главно вас, да, сам. Лидерот на СДСМ Ковачевски се појави само на неколку собири, тоа главно во Скопје. Па има логика, Зошто? Зошто е тоа така? Па затоа што сте за претендент за највисоката функција во држава. И се не можам да сватам без да критикувам се некои од другиве медиски фаворизирани кандидати, не можам да сватам дека ме пишува на плаката мене или пишува дојдете да го преследите митингот на кандидатот за председател на држава, не на мен, куќен совет се разбира. И некои 20 други кандидати за пратеници или не знам од раководство зборуваат место мене. Значи мене и да ме нема воопшто. Мислам дека јас треба да отворам, јас треба да затворам. Да не забораваме. 2014-та бев дури и посам отколку што сум сега. Сега само некои од митинзите во помалите места јас ги водам, јас ги започнувам како конференција. А тогаш сите јас ги почнав, јас ги завршував. И она иновација што направив пред 10 години, сакам да разговарам со публиката, со граѓаните кои дошле да ме чујат и микрофонот го давам на нивно располагање. Тоа се договорени прашања? Не.
Не тоа. И имавме неколку испади, да не го може да го коментираме подоцна имаше. Значи, оние кои доаѓаат на моите митинзи, се предпоставувам мои предпоставени симпатизери и гласачи. Што се луѓе на кои сум им ја близок. И има многу мала група луѓе кои одат секаде, па е да видиме кој што нуди. Меѓутоа, да не претерам, меѓутоа на секој втор митинг, јас ги имав околу 72 во целата оваа кампања. Денеска, последниот ден, завршив во Битола, во Битолскиот крај. Па на секој втор митинг скоро имаше прашање кое е малку непријатно. Не за мене, него е непријатно за публиката, затоа што тука има и лични напади кон некој од кандидатите. Тоа не се договара. Дали тоа што сте главно сам на митинзите, сепак има врска со нешто друго, а тоа е разликата во рейтинзите. Вашиот личен и тој на партијата, главната која што ве поддржува. Сега, колку и вас ве слушам со коментари, ги коментирате на различен начин анкетите кои што се појавуваат во јавноста, но од сето тоа што јавно до сега го имаме видено, мислам дека е неспорно дека вие со рейтингот одите над рейтингот на СДСМ. Па, неспорно е. Значи, ама ќе мора да ме разберете, не сакам да испадне како еден вид на фалење, меѓутоа, такви се рейтинзите, партискиот на СДСМ контра мојот, меѓутоа, морам тука да повторам. Значи, кандидатот за премиер, Ковачевски, до сега говореше на 5 митинзи, мои, условно кажам, значи на мојата предизборна конвенција, 4 скопски општини, бидејќи е тој носител во единицата, и големиот вчера во Скопје. Да, вчерашниот митинг во Скопје, кој беше завршен за мене, а почетен за нив, за парламентарната кампања. Значи, мислам дека од 19 дена, 20 е молк, иако велиме 20 дена кампања, од 19 дена со 6 настапи, практично на секој трет ден, ви имате заеднички настап со мене, и ниту еден друг носител на листа не беа присутни, но не зборуваше на моите митинзи во овие 20 дена, така што мислам дека е доволно застапено. Околу рейтинзите можеме да дебатираме, зависи која агенција ги прави, но отприлика некој пресек на рейтинзите е отприлика во тие параметри кои ги спомнавте. По повикот на лидерот на ВМРО ДПМН е за мораториум на напади кон знами левица или како рече тој за македонско национално единство. Вашата прва реакција беше дека тоа е знак на слабост, зашто, како рековте, веројатно не има да работите баш онака како што посакуваа во кампањата. Вчера на собирот во Скопје дадовте друга оценка. Велите, повикот за национално одинство е како од времето на режимот, без да се води сметка дека етничката хомогенизација во мултиетничка држава како нашата е рецепт за дестабилизација. Сега и двете се точни. Добро. За истата работа мислите дека не се исклучуваат една со друга? Апсолутно не се исклучуваат. Значи, тој спомнува македонско национално единство бидејќи му е содржано во името на партијата. Земјата не е составена само од македонци. И приметувате во првиот момент, тој повикува две претежно политички партии на македонци. Јас секој пат тврдам дека рецепт е за тензии ако почнеме да се групираме по етничка основа. А во првото исто така стои. За каков тип на мораториум станува збор? Значи, вели да не се напаѓаме. За да ја симнеме, добро има додава, за конечно да ги симнеме СДСМ и дуи од власт. Во ред, ама за каков тип на напади станува збор? Чи не можеме да сватаме меѓу себе да не се напаѓате, а група зборот на напаѓањето. Да не аргументираме еден контра друг, а тоа е суштината на демократската дебата, особено во изборен период. Сега да каже, вие нема да ме чепкате мене, ја нема да ве чепкам вас, ајде сите секи ги напаѓаме овие другите. Тоа не е демократија. Тоа би било демократија ако пред да почне изборната кампања со овие две партии или со кого сакате, и тие имаат повеќе партии во коалицијата, сада сум имал 15 вкупно. Да кажете, ние сме сега коалиција и кога одиме на заеднички настапи, нашиот политички противник е оној таму, не некој од нас. А зошто не мислите, се во коалиција? Да, не, зошто мислите дека е слабост, тоа израз на слабост? Па знаете што, постојат анкети, за жал дел лажни, дел реални, кои ги прават различни институти, домашни и меѓународни. И во дел од нив препознавам дека реториката која ВМРО ДПМН ја форсираше, па да не претера, можеби 3-4 месеци назад, не само сега во кампањава, дека се близко до 61 пратени за парламентарните и дека се најмалку 100.000 разлика кај претседателските кандидати, во последно време не ја спомнуваат. И според тие анкети кои јас ги имам консултирано, едното и другото е далеко од реалноста. Предпоставувам дека нив им е многу важно да направат влада по секоја цена, дури сосема небитно дали сте биле диаметрално спротивни со некои од партиите кои сега ги повикувате на ненапаѓање, и од тие причини, од гола политичка прагма, велите дајте да не се напаѓаме, зашто сами не можеме да направиме прва таква разлика на претседателски и на 8 мај не можеме да направиме 61 самите, како што
еден период се буста, како се вика тоа со модерниот речник се. Мицкоски ве прозива неколку пати, вели Пендаровски во оваа кампања воопшто не ги допира, не ги критикува Дуи Ахмети и Артан Груби. Кој е вашиот одговор на тоа? Ме чуди, знаете, ВМРО ДПМН е обсесивно врзана со Дуи последниве месеци и месеци, независно од кампањата, и не ги знам нивните мотиви. Сигурно има некоја анализа направена, зашто тоа наводно ќе им врши работа. Меѓутоа, ја не се паметиво на сите овие мои митинзи дека сум го спомнал ВЛЕН, опозиционата коалиција. Има 4 политички лидери. Градоначалникот на Гостивар, градоначалникот на Тетово, Африм Гаши и четвртиот или петиот, како колку ги има. Ја не ги спомнувам нив. Зошто? Затоа што мислам дека мојот главен политички опонент е против кандидатката предложена од ВМРО ДПМН. Ке кажете на зашто да ги спомнувате ВЛЕН, тие се опозиција. Не, ворете, ама со Дуи, вели, не ги спомнува. И не е само тоа. Тој во контекстот, вели, ја не можам да разберам, значи, возрастен човек, дури таква една фраза има употребена на еден митинг, вели, се зборува дека кој ќе му се јавил Артан Груби на телефон, станувал мирно и така разговарал, демек влегол командантот, тоа се небулози од најнизок, од најпримитивен вид. Не знам што ќе му е тоа. И конечно, ја не сум бил во влада со нив, па сега да речам, ако сум дел од СДСМ и обратно, кој со кого како кохабитирал во владата, во истата влада неколку последни години. А мојот однос кон владата и кон делови од владата сум го покажувал преку непотпишување на укази, преку потпишување на укази, преку прифаќање на кандидати за амбасадори и редица други прашања каде што имаме надлежности кои се преклопуваат. Има ли сепак тука и тактика во пресрет на вториот круг? Кога ќе ви треба поддршка од партиите на албанците, неспорно? Ја претпоставам затоа што знам дека тој, мислам дека тој него крие, јавно го кажувал Мицкоски, дека и на двата блока на албанска страна, албанска политичка страна, им рекол дека немој, ако гласате масовно за кандидатот, не знам, поддржан од СДСМ или конкретно за мене, дека немој да се надевате на влада, дека ќе бидете дел од влада. Јас повеќе и за вас прашувам, дали кај вас има евентуално тактизирање, бидејќи очекувате поддршка од партиите на албанците? Не, значи, види, прво, принципиелно, мислам дека треба да бидам еднаков кон секој политички субјект. Било да ја представува албанската етничка заедница, ромската, бошњачката, бидејќи секаде имаме по 3 турската, имаме по 3-4 такви. Ако ме прашувате од политички прагматичен аспект, мислам дека е коректно да не напаѓам никој ако нема причина за напад. Бидејќи кој гарантира дека можеби утре, независно од реториката на ВМРО, дека дуи нема да биде поблиско до правење влада со ВМРО наместо ВЛЕН. Зборувам за изборните резултати, никој не знае какви ќе бидат. А ако се блиски, ако ВМРО има, да речеме, на пристојна дистанца во пратеници, да се извинам, Дуи, не е случајно ВМРО да ги земе ни во влада. На страна што сега кажуваат, вака ќе било, така ќе било, Дуи треба да оди во опозиција. Чи, знаете, секој пат математиката се прави врз основа на бројките што ги имате на маса пред вас. Сега не е само Мицкоски во овој дел, и лидерот на СДСМ на вчерашниот митинг во Скопје призна грешки во изминатиот период, како рече, најмногу кадровски, но и политички пред се во соработката со дел од коалиционите партнери. Вели, знам и свесен сум дека дел од нив ја поминаа црвената линија и етничките прашања ги направија бизнис. При тоа спомнува дел од албанските партии, но и македонските се повтори од етничките прашања направија професија, бизнис и лични кариери. Што мислите вие за ова? Па са, тоа е негова проценка, затоа што тој човек ја водеше 2 години владата, најдобро знае внатре како функционираат тие неколку глави, како ги нарекуваме во секоја влада, неколку главни коалициони партнери. Сигурно знае, има конкретни имења и презимења на кои што мисли. И прилично е добро што спомнува и од двете страни, зашто некој ќе го обвини за предобедување од етничка основа. Не ја спомнува само Дуи, бидејќи во владата имаше и друга албанска партија, не само сега, туку и порано. Добро што спомнува и македонски политички партии во владата, бидејќи нема само една, туку има повеќе. И во владата и до сега, и порано сме имале и представници во владата од помалите етнички заедници. И таму може некој таа работа да ја направи професија. Практично мислам дека алудира на високите случаи на корупција, особено последниве месеци кога имавме некои еклатантни примери познати во јавноста, кои вие не можете да ги правдате, освен со тоа што некои луѓе веројатно мислат нема да бидат понатаму на власт и дајте да што можеме да дограбиме. И сега, освен оваа реченица дека признавам грешки во изминатиот период, не чувме баш некоја особена самокритичност кај него. Да речем, овде некако е поексплицитен во овој дел кон партнерите.
Знаете, кога сте најексплицитни, кога некој од нив ќе заврши во притвор, кога обвинителството ќе реагира, за жал, таква работа не зависи од премиерот, се разбира. Меѓутоа, знаете, јас дури добивам некакви информации дека во правосудство, во обвинителството посебно, многу од луѓето кои се, например, не знам, во организиран криминал, кои ги имаат во раце тие жешки костени, повисоки случаи со покрупни функционери на ниво на допрен глас, исто така чекаат изборниот резултат каков ќе биде, да не изгорат, да не влезат се во некоја работа, затоа што сакаш, не сакаш, кај нас секој пат постои тој страв дека можеби утре тој ќе ти се одмазди, па нема да можеш да напредуваш во кариера. Што е најлошото, веројатно? Најлошото ние немаме процесуирање и нема да имаме дека до 8 мај, ние нема да имаме не до 8 мај, дека не се направи новата влада, па да видиме точно кој ќе биде министер за што. Особено кај овие во правосудството. Тој систем на сончоглед и најлоша работа. Податок од лани, од август, септември, не би сакал да ги спомнам, се разбира имињата на луѓето, или случаите кои се високо профилни, на кои на мои луѓе некој им рекол, ги прашува во неврзан разговор, докај се со тој и тој случај. Јавноста го знае, го очекува. Вели прво да видиме изборите како ќе завршат, што имаше варијанта да бидат и пред Нова година, предвремени. Прво вели изборите да завршат, па потоа ќе видиме што ќе правиме со тие случаи, што е најпогубната работа. Најпогубната работа. Сега тука сакам две работи да ве прашам. Во програмата велите во вториот мандат ќе бидам предводник на иницијатива за целосен ветинг во правосудните институции и во политиката. Повеќе пати го слушавме тоа, но досега ништо од него не се реализираше. Зошто сега да веруваме дека навистина тоа може да се случи? Особено ако сте во ситуација на кохабитација. Па и не само тоа, него како председател вие не може да предложите ветинг. Ви може да поддржите ветинг. И тоа е точно. Знаете, многу е битно кој ќе биде идниот премиер. Затоа што од него би почнала таа иницијатива. Јас знам многу странски представници кои велеа последнава година кога правосудството отиде близу до нула со довербата, рекоа ние ќе ви помогнеме, а мора да има формално барање од Мислите од него ќе почне законодавната иницијатива? Да, така? Тој на ниво на влада мора да предложи предлог закон за таа работа и се разбира, ја очекувам ако тргнеме во тој процес, независно кој е премиер и кој е во влада, ќе мора да има и странски членови таму. Не да имаат извршни функции, тоа не е можно, меѓутоа да бидат една вид на монитори на процесот, како што имаше во Албанија. Така што мораме да почнеме со тој процес. И зошто ја имам сомнеш или знак прашалник, особено кога станува збор за ветингот на нас политичарите. Бидејќи ја не можам да сфатам да има ветинг само на судство и обвинителство, а да нема и на политичарите. И мислите дека нема спремност кај политичките елити за тоа? Сепак мислам дека ќе треба притисок од надвор, да решат ова високо ниво на висока корупција, може да го намалите само ако и политичарите бидат прво подложни на контрола на имотот. Инаку сам себе да се контролираш, дај Боже да грешам, меѓутоа таа култура на неказнивост и тој менталитет кој го имаме, сите ние во анкетните листови пријавуваме, не знам, нешто, малкумина пријавуваат тоа што стварно имаат. Веројатно се редките случаи. Не го пријавуваат тоа што го имаат на свое име, ама на свое име, да. Да. Мора да биде поширок кругот. Во Албанија беше така. И странски монитори беа, па се проверува и во странски држави. Не само поширок круг на роднини и пријатели кои ги имаш во други градови или по други бизниси. Сега, тесно поврзано со ова, ВМРО ДПМН има иницијатива, тие првично зборуваат за распуштање на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, потоа делно ја видоизменија идејата и ја сведоа на тоа да се разрешат членовите кои што ги избира собранието. Двајца од нив се на ваш предлог. Значи, вие ги предлагате, односно шефот на државата ги предлага, собранието ги бира и тие стануваат членови на Судскиот совет. Што мислите вие за тоа? Од ВМРО велат дека сите членови на Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители треба да ги бира фелата. Знаете дека... Дали тоа може да не одведе во нов проблем? Може, знаете... Бидејќи сега мнозинството се членови кои што ги бира фелата. Да. Знаете, сме имале неколку во минатото, пред години пародични случаи кога судии бираат судии, обвинители бираат обвинители и однапред се знае резултатот. Значи, ја не верувам дека кој ќе ве оставиме вас сосема сами во фелата, дека може да бидете вие со таква висока свест, вие сте сепак дел од овој народ. Не е лошо да има некој, тие checks and balances што ги има на запад, некоја друга институција, не велам странци, меѓутоа некоја друга институција од страна да те проверува тебе, а ти да ме проверуваш мене. А ако ме оставиш само мене во фелата или во фамилијата во куќата,
не сум сигурен дека можеме да добиеме луѓе со образ и со интегритет кои ќе судат по устав и по закон. Затоа мислам дека треба надворешен чекинг да има плюс. Гледайте, нешто слично, тоа се различни области, меѓутоа нешто слично на безбедносни сертификати кои ги дава НАТО. Ние постоиме, зависно од нивото на тајност на документот, кај нас постои највисоко ниво национален сертификат, што ви го дава за државна тајна. Меѓутоа има и НАТО сертификат. Верували или не? Еви, пред некој ден разбрав дека постои политичар кој има добиено домашен сертификат, а од НАТО беше претходно одбиен. Значи, тоа не може да се случува. Најверојатно некој од домашните институции има затаено. Инаку ако ти ми кажеш носител на листа на опозицијска да партија. влегувам во детали, меѓутоа од НАТО е одбиен и не му е врачено тоа само затоа што со ротација стана пратеник. И сега, значи, во тоа време 29 земји членки, 29 или 30, да, со нас беа 30 земји членки, во целата атлантска зона се проверува, од Америка и Канада па од оваа страна на океанот, и велат не ги исполнува критериумите, а ти овде домашните институции, независно од таму, викаат да, ги исполнува критериумите. И има и други случаи. Предходно, пред да влеземе во НАТО, ја ви кажувам дека, како викаат србите, капом и шаком се давани безбедност сертификати на луѓе кои подосно заглавија и затвор. Зборам за пониски службеници. И тоа за да имаат пристап. Да, добивале право на пристап. И после кога стануваме членка НАТО, ние одеднаш ќе видите, тој не работи повеќе вели во агенција за разузнавање. Зашто го мрази Стево, го мрази директорот, го мрази не знам. Не. НАТО не го кажува тоа. И знаете, да ви кажем еден податок кој не е толку познат. Комисијата за, ајде да наречеме за ветинг. Постои комисија во војската, која го работи Тојдел, во униформа, постои и комисија во АНБ, нема комисија во агенцијата, што е под мене, меѓутоа во АНБ. Во АНБ, барем половината од персоналниот состав на таа комисија го определи НАТО. Затоа што имаше во тоа време предлози од домашни институции и од НАТО вела, дајте да провериме се кој е Васко Попетровски, кој го предлагаш да биде член на таа комисија. Кој проверува, биле, овој не може да проверува други. Самиот тој е сомнителен, по еди кој си основ. Такво нешто би морале да направиме и ние, и еве да ви кажам со кое темпо тоа се направи. Значи, ние успеавме НАТО, даде сертификати на околу 150 луѓе до сега на различни нивоа и во судството, и зборувам за безбедносен сертификат. Ова што ќе го правиме ние е сосема друга проверка, значи дали евентуално не си врзан со некои странски разузнавачки служби и така натаму. Значи околу 150-160 луѓе поминаа во така наречените 3 брана, 3 круга. Што не е малку и тоа заврши за 18 месеци. И вие верувате дека имаме капацитет да го спроведеме тоа на кредибилен начин? Со странска помош да, капацитет да, со странска помош уште повеќе, за политичката волја да почекаме да видиме кој ќе биде носител на тие клучни политички функции. Јас сум тука спремен да го помогнам тој процес, бидејќи немам од што да се плашам ни јас ни моите блиски. Читајќи ја вашата програма, најдов на интересна формулација во делот на патот кон Европската унија. Велите во вториот мандат, ќе се посветам на градење на политика на нов реализам на нашиот пат кон ЕУ. Тоа ме прашува и некои други ваши колеги, повелете. Може ли да го појасните? Да го појасните. Малку ме збунува затоа што велите новиот реализам значи дека како држава ќе инсистираме преговорите да ги водиме согласно со важечката методологија за сите држави кандидатки и само за прашања што се во согласност со европските вредности. Тоа е моја добра желба. Тоа е моја добра желба. Ама дека сега не е така. Па не, за жал не е така. Бугарија ни поставува услови кои ги нема у ни едно аки, у ни еден критериум. Меѓутоа нели беше така и со членството во НАТО, нели Грција ни поставува. Нели беше така со влезот во Обединените нации. Поелбата на ЮН вика 4 услови има за да бидете членка. Нас ни направија плюс услов. И затоа бевме со времена референца. Зашто една земја членка вели не можеш да бидеш само Република Македонија. ВМРО сега слушајќи нели може да каже па и ние ова го зборува. Што го зборува Пендаровски? Ама гледате. Значи некако каже слободно. Ама ние устата пена ни фати од други примери. Значи ви кажем, крајот на 90-тите со голем меѓународен притисок ја направен договор меѓу Унгарија и Романија за статусот на двете малцинства во двете држави. Едните имаат кај другиот и обратно. За тие држави да воопшто можат да влезат во првиот, односно вториот бран на НАТО и на Европска унија. Да ги смират тие работи. Бидејќи регионалната клаузула за Европска унија е првпат дефинирана како критериум за влез во ЕУ 97 година. Јас во некои мои академски трудови на времето се бавев со таа ситуација и можеќе интересно за помладите да кажам. Значи 97 Европската унија, имаме агенда 2000-та,
на кого се планира во следниот бран за проширување и вели, а 97 вели регионална клаузула. Таа вели не можеш да влезеш во ЕУ ако немаш добра соработка со првите соседи. И налик на добрососедски однос. Во времето на Глигоров ние одбивме таа. Велиме нема што какви соседи, сите соседи во тоа време беме еквидистанци и имавме 4 волци. Косово не беше држава тогаш, се уште 97 и вели ние имаме 4 волци, како ти имаат историски ревизионизам, потреба за ревандикација и така натаму. И ние тоа го одбивме. Со тек на време свативме дека ти не можеш да соработиш со Германија и Франција, да не можеш со Грција и со Бугарија. Значи, што станува со каде го има во европското аки баш така, билатералниот договор и проблемите што ги правеше Италија на Словенија за јамите од Втора светска војна. Словенија на Хрватска за Пиранскиот залив. Па дури арбитража отидоа. И Хрватска не ја призна арбитража и така натаму и така натаму. Значи тука не можеш да кажеш дека ќе биде се. Ние посакуваме да биде тоа. Меѓутоа, дали ќе биде така, сепак зависи и од клубот во кој ние допрва треба да влеземе. Што? И втора една работа, една компонента која не сум ја објаснил во јавноста, политичкиот реализам значи дека ние во овој момент сме блокирани. Немаме уставни промени, ние сме блокирани. И се, ако ја читате до крај таа реченица и пасус, го спомнам планот за развој на Европската унија, кој Европската комисија го одобри, има минимум 6 милиарди, од кои најголем дел се грантови, и ќе ти ги дадат тие пари, секоја земја од 6 на Западен Балкан, само ако понудиш издржан проект. Значи, практично на кофинансирање ќе оди тоа. И ние мораме да се подготвиме за тоа. Што ако ние не можеме да го промениме уставот уште, не знам, не дај Боже, уште 2, 3, 5 години? Со било која влада. Нема 2/3. Дајте, што е политичкиот реализам? Да искористиме од фондовите кои ќе ни бидат ставени на располагање порано не беа и внимавајте на втората работа што треба да ја доработи новата Европска комисија, викаат дека ќе биде до крајот на годината, кога викаат градуелно, инкрементално, како би се рекло на македонски, постепено напредување. Да. Значи уште пред да сте членка, уште пред да сте членка, без да имате право на глас, да седите на маса за некои поглавја кои ќе ги завршите. Тоа е новиот политички реализам. Дај Боже да немаме потреба од новиот реализам, да го промениме уставот час поскоро и да почнеме со втората конференција. Што мислите во таа смисла за спотот на СДСМ, во кој што фудбалери играат фудбал и Бугарија е прикажана како агресивен, одбранбен играч кој што се труди да го тргне од патот македонецот. Тоа е креација на тие артисти кои го правеле како спот. Меѓутоа Бугарија стварно работеше контра нас. Значи, некои луѓе ми забележуваат дека сега во кампањата сум поостар кон Бугарија, не стварно беше антиевропско однесувањето. Дел од тамошните медиуми зборуваат за примитивна кампања и на СДСМ контра Бугарија. Мислам, тоа е оценката за спотот, ви велам. Не само за спотот, генерално, велат, не знам, Пендровски се ја напаѓа Бугарија, а овие другите вели ја напаѓа и Порноса и тој се приклучи. Не е точно. Не е точно. Не може по ниједна дефиниција со најдобра волја да го дефинираш ова што го прави бугарскиот државен врв изминативе 3 години како европско однесување. Знаете, не знам дали сте имале прилика, веројатно сте имале прилика да го видите, првиот не е нон-пейпер, него официјален документ е на бугарската држава кој нивниот амбасадор го дисеминира на сите останати амбасадори на Корепер во Брисел пред 3,5 години веќе. А експланаторниот меморандум? Да, јако го првото, значи, веројате, нашата амбасада ми го праќа од Брисел, ја мислев дека ова е некој памфлет од, не знам, од времето на Тодор Живков. Значи, бев спремен да не го читам. Да. Мислев дека е невозможно во 21 век. Етничкиот инженеринг е, мислам дека... Да, Тито го спомнуваат, небулози спомнуваат. Сега, со оглед на тоа што според овластувањата шефот на државата го именува директорот на Агенцијата за разузнавање, сакам да ве прашам за заложбата на ВМРО ДПМН во нивната предизборна програма за спојување на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање во еден субјект. Што мислите вие за тоа? Во 2009 година од пробиените телеграми од страна на Викиликс е објаснето дека во тоа време постои, ВМРО е на власт, постои заложба, Милков е во сегашната АНБ, како би било, УБК, постои заложба за спојување на службите. Десиден став на американските служби и на американската дипломатија е тоа да не се прави, затоа што знаете што, држава која го има најразгранетиот, најдобриот апарат разузнавачки на светот, не треба да ја слушате кога вели дека е добро различните разузнавачки агенции да имаат различен политички стопан или именител. Ако биде под еден, и ако тој еден е недемократ, ќе имате проблем. Америка има... А не ли е проблем ако сите агенции кои што се
занимаваат или со разузнавање или со контраразузнавање, продуцираат, да речеме, за еден исти настан, една иста тема, различни извештаи. Велат дека тоа се случува многу пати. Гледате, се Не знам, случува... јас не сум имал пристап до да тоа, кажам, но... се случувало порано, денеска. Знаете зашто тоа не може да се случува? Затоа што Ана работи внатре, Ара работи надвор. Добро. Кога има совет, веројатно и тоа го знаете, тоа е една од иновациите од пред неколку години. Тоа функционира ли како што треба? Таа координација. Да. Значи постои совет за координација на служби Кај кој го води премиерот е премиерот. тоа, да. И клучните министри и шефовите на служби. Добро. Јас тамо имам свој човек, делегирам својот советник за национална безбедност. Најмалку еднаш месечно се среќаваат и се некаде ти работиш надвор, меѓутоа тие што ги работиш надвор ти доаѓаат некој пат тука и ги презема Анаба и обратно. Некој пат ако има контрадикција во тоа од моментот на влегување, преминување на граница, тука тој што председава, значи премиерот или некој од надлежните министри, вели ајде проверете го уште еднаш овој податок. Тоа е целта на советот. Значи, има според воедначеност. вас таа координација е сосема доволна и нема потреба од спојување. Апсолутно. Добро. Дали Гледате, како... значи Америка, укратко да ви кажам еден паралелен пример. Има во тој дел е број 1 во светот. Огромни пари се вложуваат во тоа. Има 16 поголеми ги нарекуваат разузнавачки агенции. За во авиација, во морнарица, во чуд. Значи само 16 се од поголемите. И зашто сите тие не се под еден газда? Америка има председателски систем. Логично е. Сега, како шеф на државата и како некој што го именува, реков, директорот на Агенцијата за разузнавање, имате ли сознание зошто Љупчо Палевски Палчо никако да биде екстрадиран во земјава и дали се точни медиумските наводи кои што ги видовме деновиве дека наводно во меѓувреме стигнале барање од Турција за екстрадиција на членови на ФЕТО? Не се точни. Значи, ние имавме барање за екстрадиција на членови на ФЕТО од пред... Се ќе ме вратите вие назад, ќе ми помогнете. Рената Десковска беше министар за правда тоа време. Значи, по пучот во Турција, кој беше 16, ако не слажам, тие побараа 15 лица Добро, кои... тоа е во првата влада на СДСМ и ДУИ. Да. Точно паметам дека професорката Десковска беше таму и во незино време е пристигнат таков документ со 15 имиња. Турски државјани кои тука работеа. Беа на наша територија. И почнаа барањата сосема легитимни од турско гледиште, тие луѓе да ги испорачаме. Па ние од друга страна, бидејќи туку што бевме или требаше да влеземе во НАТО, имавме па други проблеми со ратификација на НАТО, пристапниот протокол во сите земји членки, вклучително и во Американскиот конгрес. И од американска страна, која е многу влијателна членка, не само во НАТО, ни беше речено, немојте да го правите тоа, бидејќи ние го имаме главниот човек во таа терористичка организација, како ја нарекува Турција, во Пенсилванија, Фейтуло Ѓулен живее во Америка со години, и вели ние не го протеруваме, не го апсиме. Ако го направите тоа, вашиот протокол за пристап нема да биде ратификуван во Американскиот конгрес. Јас имав една средба со председателот Ердоган во Сарајево во 2019-та, тоа е мој разговор, летото, и му ја објаснив целата ситуација. Вклучително кои се барањата и на други земји членки и дека ние страшно битно да бидеме што е можно побрзо членки на НАТО. Во меѓувреме се испостави дека дел од нив замина од земјава. Дел од нив замина и тие барања се од тогаш. Добро, нема нови барања. Јас не знам дека има ново барање, а овие 5 мина, еве да известна македонската јавност, овие 5 мина побарав од разузнавачките служби да проверат еве и тие 5 мина дали некој се уште на наша територија, ни еден не е на наша територија. И тоа е потврдено и од партнерските сервиси. Сега, дали знаете зошто доцни екстрадицијата или таков е впечатокот барем во јавноста? Ако ова не е, добро, а според извештаите и на турската разузнавачка служба, ова не е причина, добро, веројатно станува збор за внатрешни правни процедури на таа држава, кои јас не ги познавам. Меѓутоа знам дека има држави каде што таа процедура може да се одложи на месеци па и на пар години. Да, имаше информации, дури министерот за правда велеше дека судската постапка е завршена и сега се чека потписи од надлежните министри или министер. Мислам дека се чека од министерот за надворешни работи. Така е кај нив. Кој што треба да го потпише тоа. Кој што е шеф на МИТ. Да. Добро. Со која се видов 2 пати во изминативе неколку месеци пред да видам во кампања ако ви интересира и разговори со прилика во оваа тема ги водевме. Ако ви интересира за ова прашање, бидејќи јас не бидел таква изјава. Вие не знаете нешто специфично што го одлага екстрадирањето на Љупчо Палевски Палчо? Старо на турската држава за лица од ФЕТО на наша територија. Има старо барање пред да се случи ова убиство. Не сум чул за ново барање и не мислам дека е заради тоа, бидејќи велам, ако и за тие 5 мина службите велат дека тие не се на наша територија. Добро. Господин Пендаровски, колку е реална можноста според вас за бојкот во вториот круг од претседателските избори од која било политичка структура?
Јас Се не мислам- споменуваат повеќе варијанти. ВМРО стравува дека вие ќе бојкотирате. Вие велите ВМРО разгледува варијанти, ако не одат работите како што треба, тие да бојкотираат. Исто така постојат варијанти во кои што се прават анализи дека можеби партиите на албанците, дали јавно, дали тивко ќе бојкотираат. Што мислите? Да, јас мислам дека прво јас нема да бојкотирам. Добре. Независно од изборните резултати во први круг, тоа не го направив ни 2014 во оној режим кога беше се наместено, кога се знаеше резултатот од напред. Тама сега да го направам тоа не ми личи ни на годините ни на функцијата која ја обавувам. Не мислам дека ќе има бојкот било каков најавен, ненајавен, албанци, македонци од било кого, затоа што истиот ден има и парламентарни избори. Да нема, можни се бидејќи знаете, претседателските избори секој пат тешко се стига 40+1, затоа што во историска смисла од 90 до денес претседателските избори се со најниска излезност во односи на локалните, а камоли на парламентарните избори. Но не треба да ве подсетувам дека кога ќе одите на гласачкото место, не мора да ги земете двете ливчиња. Демократија е. Мислам дека има препорака на Државна изборна комисија да те праша дали сакаш да гласаш за двата или за еден избор, меѓутоа треба да се случи бидејќи имаме парламентарни избори. И бидејќи излезноста на парламентарни избори се зависно од анкета до анкета може да биде 900.000 да речеме. А знаете, за да имате валиден избор на председател, ви треба, предпоставам, околу 725.000, не знам која е најновата затворена листа на гласачи на ДИК. Значи, треба колку? Треба околу 200.000 луѓе да не го земат второто ливче, или не знам, неважечко да стават, па да тоа е огромна бројка на луѓе. И тоа не може да го направи само еден политички субјект. Веројатно неколкумина треба да не само пасивноста на избирачкото тело. Имам уште само едно прашање. Ако вие утре треба да го дадете мандатот за формирање влада, како и кому ќе го дадете? Прво, на 12 мај ви стекува да мандатот, да. Но ако оди секако што треба, ќе имаме нов шеф на државата, до 12 мај може да имаме нов шеф на државата. Ако нема приговори, да. Ако нема приговори, ако има плюс-минус некој ден. Гледайте, значи, прво да се вратиме на искуството од 2020 и 2016. Ја 2020 покажав дека ја не сум како мојот претходник кој поставуваше услови да го даде мандатот. Прво побара 61 подпис, од кому беше донесен во тоа време од тој што уште не беше мандатар, бараше реформа на разузнавачки служби, одбивање на тиранска платформа и така натаму. Прво јас, претседателот мора да го даде мандатот за 10 дена. Мора да го даде. Може да го стави во фиока и да рече сега ќе се видиме од септември. 10 дена. 10 дена од денот на конституирање на собранието. Така е. А собранието се конституира 20 ден од завршување на изборите, кога ДИК ќе рече дека се завршени. Да. Значи за 10 дена мора да го дадеш и уставот друго нема, е кристално јасен. Вели му ја даваш на оној кој има, на онаа партија или коалиција кој има мнозинство. Ако нема некое чисто мнозинство, јас никогаш не сум барал подписи, драви Боже, ако бидам у ситуација нема ни да барам 61 подпис, им верувам на збор на луѓето, така го дадов минатиот пат на Заев, 2020, бидејќи ми рече преговараме со ДУИ и со уште една албанска партија, многу близко. Тоа значи дека на партијата која што има релативно мнозинство ќе го дадете? На партијата која има најмногу пратенички мандати на ливче освоено. Знаете, во тоа време Мицковски велеше зашто му даваш на Заев, вели два мандата е разлика, а тие два мандата тие 4 ги прави Беса. Добро. Да, меѓутоа СДС и Беса беа на исто ливче. Так. Нема според мене друг критериум освен кој победил според број на мандати кој има најмногу на ливчето. Нема да му барате 61 подпис. Не, апсолутно не. Јас разговарав и тогаш со Мицковски, дали разговараш со некој друг потенцијален партнер, рече не. Заев ми рече разговарам, близко сме до 61, за неколку дена ќе направиме. Гледате, која е целта да ме лажеш? Кога за 20 дена ако не направиш влада, ќе мораш да го вратиш мандатот. И тоа ќе биде ужасна и човечки политичка брука за тебе, ако го лажеш шефот на државата дека има 61 или само што не си направила не правиш. Зашто не би сакал да влегам, тоа се детски игри. Уставот е јасен и мислам дека нема да има проблеми. Еден пратеник да е разлика, ти ќе го добиеш. Ако успееш да направиш, ако не дојде вториот, третиот и така натаму. Благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата. Емисијата ја продолжуваме со интервју со Гордана Силјановска-Давкова, кандидатка на ВМРО ДПМН за шефица на државата. Добре дојдовте во 360 степени, госпоѓо Силјановска. Добро ве најдов. На почетокот и за вас истото прашање како и за Пендаровски, како според вас помина соочувањето со вашите шесмина колеги ривали вчера на МРТ? Прво е добро што воопшто се одржа. Тоа е прво. Второ,
мене ми е јасно дека кога 7 кандидати има, сигурно е тоа проблем како да го организирате форматот. И имам разбирање. Трето, бев импресионирана прв пат од амбиентот, морам да кажам, не сум била А прв пат досега. бевте во МРТ гостинка, добро? Прв пат бев во реновираното Студија. МРТВ и ви посакувам сите студија да бидат како ова. Понатаму, долга беше емисијата, не случајно, веројатно заради форматот, бидејќи секој од нас одговараше на прашањата. А потоа имавме можност да реплицираме, ама можеше да имате 3 реплики, а одговорите за 30 секунди само на една. Иначе што се однесува до самата дебата, интересно. Интересно, како и во... Да, вие лично задоволна сте од вашиот настап? Да. Што мислите, дали овој формат, овој тип на дебати имаат некакво влијание врз гласачите? Мислам дека секоја дебата веројатно има влијание врз гласачите, предпоставувам. Меѓутоа, мислам дека мнозина од нас, вклучувајќи ме и мене, во самиот старт и не можевме да се снајдеме. Но знаете како, има инкременталистички метод во науката, тоа значи да се адаптирате на моментот, на форматот и мислам дека едно време се адаптирав. Но Велите мислам задоволна дека сте. Јас сум задоволна и од дебатата се разбира, реков, во рамките на тој формат, можеби ако беа исти прашања за сите кандидати, но малку прашања, помалку прашања, она што е најважно за надлежноста на председателот, можеби би имало повеќе дебата, зашто вака како на пати секој сам да си дебатираше со себе, немаше можност, можеби заради бројот на кандидатите и заради времето за репликите, да се воспостави една подинамична атмосфера. Добро, пред вториот круг, бидејќи ќе бидат само двајца, очекувано е. И искуството од овој пат, да. Да, веројатно. Не, и со двајца е секако Се подинамично и полесно да се организира погледлива дебата, но секако добро е што воопшто се одржа, како што велите и Тоа е вие. најважното. Да. Околу... Сега знам само да кажам зошто сум читала дека со години се подготвувале организаторите за тие 2-3 часа, зборувам за надвор, кога има дебата, веројатно искуство треба. Да. Околу кампањата и текот на кампањата. Пендаровски го гледаме главно сам на митинзите. Вам ви забележуваат затоа што не одите сама, туку редовно во придружба на некој од представниците од ВМРО ДПМН. Често тоа е лидерот Мицкоски. Зошто избравте вие таков формат на Зборувате кампања? за сам на бината, На бина, а на бината затоа што за настаните, за и на кои настаните. со настаните. Да. Па видете, изборот не е само мој. Бидејќи јас сум кандидат на пратеници, тоа беше форматот и од минатиот пат. Да, овој пат ќе се совпаднат кампањите, меѓутоа јас кога зборувам на при посетите на различните градови, си се држам до мојата програма, се обраќам до граѓаните, да, господинот Мицковски, но и многу други забележувам во кампањава истиот формат го практикуваат, зборува и за мене, зборува и воопшто за состојбата, односно прва диагноза, па потоа критика. Добро. Сакам да го слушнам вашиот став за неколку теми поврзани со ингеренциите на шефот на државата, а за кои партијата што ве кандидира има најави за промени или реформа ако дојде на власт. Добро. Првата е распуштање на судскиот совет. Така пишува во програмата, иако потоа беше објаснето дека тоа всушност се однесува на членовите во судскиот совет, кои што ги избира собранието. Двајца од нив се на предлог на шефот на државата. Што мислите вие за оваа заложба на ВМРО ДПМН? Бидејќи вие во вашата програма си пишувате каков однос би имале вие ако бидете во ситуација да кандидирате двајца. Да.
Да, знам дека е таа заложба дел од програмата на ВМРО ДПМНЕ. Зошто може би е направен тој избор? Се сеќавате на оценската мисија, ама и сите се сеќаваме на она широка експертска дебата за состојбите во Судскиот совет и во Советот на јавните обвинители, ама особено во Судскиот совет после скандалозното однесување внатре. Инаку скандал мајстори беа токму двајцата, предложени исто така и од председателот. Значи, Весна Дамева и Милја им, го заборавив како му беше презимето. Може да се важно е за граѓаните, значи да чујат, што говори дека сите ние сме соучесници ако нашите кандидати Мустафа Милјазин. Зошто ова го велам? Бидејќи токму овие двајца кандидати учествуваа во обвиненијата или во барањата за смена на председателката на Врховниот суд или беа вплетени во одолговлекувањето на некои постапки и така натаму. Значи, тогаш дел од јавноста, експертска, меѓу кои мои колеги, велеа дека ваквиот судски совет е непотребен и дека треба да се поднесат оставки веднаш сите или оние избрани од, како се вика, од собранието, значи тие со партиски, односно политички печат. Што мислам јас? Прво, вакви тела, како што е Судскиот совет, предлагаше Венецијанската комисија. Со надеж дека ќе се внесе стручност и компетентност во изборот и дека тоа ќе биде своевидна гаранција на независното судство. Не се случи тоа. И Судскиот совет, и Советот за јавни обвинители, мислам дека со својата работа, можете да замислите, тоа го знам од извештаите што ги поднесуваат пред собранието, седници 2 пати месечно. Или во најдобар случај 3 пати месечно. Се поставува прашањето тогаш, зошто би имале ваков состав, зошто како во некои држави од редот на судиите во Судскиот совет или во редот на јавните обвинители не би имало еден можност да го вршат, да ја вршат нивната улога. Ќе објаснат дека работат на работни колегиуми, веројатно. Дека седниците, сега знам, ќе забележите дека се повеќе представа за јавност отколку што се реално Ви форум во кој што се препорачувам да ги дебатира. видите нивните извештаи за изборот, за разрешувањето, за начинот на работата. Тамо нема сериозна анализа. Ајде уште малку да изостриме значи, сакам да дебатата, кажам дека најблагата варијанта би била поинаков избор и никако не председатели само од оние кои се предлагаат, кои се бираат во собранието, меѓу кои овие двајца на предлог на председателот на државата. Второ, време е за департизација и деполитизација. Не може председателка на комисија за правни прашања во партија да осамне тамо. Трето, врв во кариерата треба да биде. Не им е местото во Судски совет кој што е микроскоп, рентген при избор и разрешување на стручни соработници. Извинете, ама тоа треба да биде Професор, ке нема да бидам прв функција. од кого ќе чуете забелешката дека ако една партија или едно мнозинство во собранието тргне кон распуштање на било кој состав на Судскиот совет со преодни завршни одредби во закон, да речеме, дека тоа може да биде преседан и вовед секоја идна да го прави истото, нели? Одлично, значи тоа сакав да го кажам. Многу внимателно треба да се постапува. Не смее да се кршат уставот и законот, не смее тоа да се прави со една обична мајоризација, мора да има диалог, мора да има консензус околу такви измени, мора да биде вклучена стручната јавност, кога велам измени, не велам на распуштање, јас воопшто не велам дека веднаш треба да се распуштат овие органи, туку во барањето на решенија за органи што на вистина ќе гарантираат дигнитет на судиите, кредибилитет на судството и на вистина ќе бидат вистински стручен филтер
а не Мислам дека е партиско важна влијание. темата, сакам уште малку да ја изостриме Повелете. дебатата. Интересно е дека едно пишува во изборната програма на ВМРО ДПМН, а тоа е дека велат со законски измени ќе се утврдат строги и објективно мерливи критериуми кои треба да ги исполнат новите членови избрани на предлог на собранието и на председателот на државата. А друго вчера рече лидерот Мицковски, например, во интервју за МИА, вели, Така. во законот ќе се интервенира со амандмани и ќе се избрише делот каде што владата предлага, веројатно е лапсус, добро, председателот предлага, ќе оставиме самите обвинители судии да си ги изберат тие кои ќе бидат таму. Сега, јас и друг пат сум го слушнал Мицковски како вели дека собранието треба да ги тргне целосно рацете од судскиот совет и дека на судската фела треба целосно да и се остави изборот на членовите на судскиот совет. Ама тоа може ли да биде нов ризик, нов влез, нов проблем? Ако од и сега мнозинството од 8 мина, од 15 е на членови кои што се избрани од самите судии. Иначе Венецијанската комисија, кога се во прашање вакви тела, обично предлага хетероген состав и различни актери да имаат влијание при составувањето. Видите, јас не сум учествувала во креирањето на овој дел на програмата, но сигурно учествувале експерти. Господинот Мицковски не е правник и не треба да се чудиме зошто понекогаш во аргументацијата, како што велите вие, не може да биде правнички прецизен. Меѓутоа, ние имаме сериозен проблем, тоа го детектира оценската мисија, тоа го утврди Freedom House и навистина, во поглед на целото судство, треба да најдеме излезно решение и јас велам, има радикални решенија, како вие што предлагаше мојот колега Гордан, например, дека тоа треба да се распушти, бидејќи вакво какво што е не служи ни на правото, ни на правдата, ниту на независното судство, но мислам дека за ова е потребна дебата. Еве, дебатата може да биде во собранието, меѓутоа во редовна постапка, со расправа, но она што ни е нужно. Имаше неколку измени на законот. И интересна работа, наместо со тие измени да се засилат критериумите, исто така и процедурата на изборот, не се правеше тоа. Понекогаш човек има впечаток уште слики да става дека ние наместо на заострување на критериумите, што е препорака на Венецијанската комисија, дека строги критериуми треба да има во поглед на сите кои што треба да ги оценуваат останатите. Оти не можете вие да оценувате некој кој е далеку над вас. Врховниот суд да биде вклучен во ова исто. Одлична ви е тезата. Истакнат правник, никој не знае кај нас што значи. Да, тоа е една од точките за кои има препораки од оценската мисија на Европската унија. Има всред Басонив. Но за подлабок рез потребна е измена на Уставот, бидејќи амандманот 28 го регулира составот на судскиот совет, така што веројатно како што велите и вие. Затоа велам јас Васко, да се концентрираме на измени на Уставот, што ќе гарантираат функционалност на системот. Тоа не смеат да го прават само партиите, мора во Уставната комисија да има и експертски дел кој континуирано ќе работи како во демократските држави на детектирање на проблемите и ќе дава излезни решенија. Ајде, кога ова веќе го споменувате, мислам дека, како велите, формулацијата е дека му треба темелна реформа на овој Франкенштајн устав, така го кажувате. На што попрецизно мислите? Зборувате за тоа дека треба малку појасно разграничување на другите власти од извршната, нејзино појасно дистанцирање од влијанието, но, например, мене ме интересира да речеме со решенијата од рамковниот договор. Добро. Што мислите со нив? Дека треба да се прави? Видете, кога е рамковниот договор во прашање, најпрво јас одговорно тврдам дека порано се споменуваше духот на рамковниот. Мислам дека во реализацијата уште сега целосно се одстапува
од духот на рамковниот договор. Колегата ваш Османи, Така? кога предлага избор на шефот на државата во собранието, со двотретинско, а додава Така. и двојно Да. мнозинство, Се повикува на духот. на духот на Не, рамковниот. Да. воопшто не е така. Воопшто не е така. Мора да знаеме дека решенијата врзани за така наречената консоцијативна демократија или елементи на консоцијативна демократија, што значи не асоцијација на граѓани, туку покрај граѓаните и консоцијација на лидерите на сегментите, секогаш и секаде се третира како решение од нужда и времено решение. Што значи тоа? Додека не се овозможи еднаквост на шансите на различните ентитети, во случајов на етничките ентитети. И мислите дека сме го Еднаквост. достигнале? Не треба, сме во поглед на бројките, да, одговорно тврдам. Побарајте податоци од Министерството за информатика и администрација, ќе видите. Дали добро Ама ве- внесувањето сега и на нерезидентното население во резидентното, па наместо 24% сега 30% е непознат Тоа е феномен. реакција и во извештајот од скринингот за кластерот 1. Знам. Таму пишува во делот за Апсолутно. балансерот дека Апсолутно. тој ја надминал Никогаш и својата никаде функција, особено ја што сега се надмина. ставени овие бројки. Тоа е прво. Второ, Васко, духот. Зошто духот е напуштен? Имено, во самиот рамковен договор, каде што пишува just and equitable representation, правична и соодветна, веднаш објаснува дека покрај стручноста и компетентноста, секогаш е таа прва, ќе се почитува и ова начело. Кај нас, стручноста и компетентноста се суспендираа и етничката припадност стана занимање. Знаете како вели Тоа Османи доведува до промена. Кога Мола? Османи, да речеме, кога ќе го прашате, ама добро, очигледно е имаме проблем со квалитетот. Така. Тој вака одговора, вели е добро. А квотите за помалку застапениот род, односно пол, жените се, Да. кај нас се уште така, не се мажите, нели? Голема разлика. Голема разлика има кај жените. Некој прашува ли таму за квалитетот? Не. Оу, тоа е мачо дилема. Не за Воопшто. жените сега. Не ме разбирајте. Ме разбирам, ме сега ќе ви сваќате, да. одговорам. Не Сега е ќе за ви жените, одговорам. не е. Значи, Може и за мажите. Да. погрешна интерпретација е се работи за познатото начело на афирмативна акција или понекаде се нарекува позитивна дискриминација. Значи, што значи тоа? Тоа значи дека ако вие и јас, кога ќе конкурираме, сме исти во критериумите стручност и компетентност, јас како жена, подпредставена, ќе имам предност. Или ако вие и јас конкурираме, јас сум ромка, вие сте македонец на конкурс и сме изедначени во стручноста и компетентноста, јас како подпредставена ќе имам предност. Кај нас не се спроведува тоа така. Можете да ја проверите праксата во светот на судовите од Соединетите Американски држави во поглед на повеќе критериуми, во поглед на афроамериканците, ама понекогаш и во поглед на полот, па ако сакате понекогаш и во социјалниот статус во некои држави, така се постапува. Професор, дали добро ве разбирам, бидејќи велите дека елементите на консоцијална демократија се главно привремени механизми. Да. При тоа зборувате Значи, за... во рамковниот вели, граѓанско општество со почитување на правата на заедниците. Кога зборувате за темелна реформа на овој Франкенштајн Така? устав, мислите и на тргање, елиминирање на дел од тие одредби? Вака, јас дури не мислам на елиминирање на одредбите, бидејќи темелна вредност е правична и соодветна застапеност, иначе погрешно лоцирана во темелни вредности. Погрешно. Зашто темелна вредност е нешто филозофско, метафизичко, нешто непресушно. Владење на право, заштита на слободи и права,
заштита на животна средина, плурално поделба на власта, разбирате? А ова се однесува всушност главно на вработувања. Вработувања не само во државна и јавна администрација, туку и на други нивоа. Значи, правилната примена, како што сега ја кажувам јас, ако тоа не е врзано само за етничка припадност, туку прво стручност и компетентност, а потоа и земање во предвид, оти не може да биде иста ситуацијата и на државно ниво, и на локално ниво. Некаде може би ќе има и понатаму потреба од афирмативна акција во определени средини. Ама никако не може да стане занимање македонец, албанец, турчин. Зошто? Бидејќи тогаш вработувањето, номинирањето, изборот не се прави според законските критериуми, туку преку моќта на лидерите на сегментите. Тоа мора да се тргне. Инаку ќе добиеме што? Ќе добиеме парадокс. Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. Читајте, Министерство на Артан Груби или Албанско министерство без надлежност, или ако сакате за родендени, за прослави, ама сега и владата стана објект за прослава. Друга тема во која шефот на државата има директни надлежности, а ВМРО ДПМН најавува промени, е Агенцијата за разузнавање. Таму, според актуелната легислатива, председателот на Републиката го именува директорот на Агенцијата за разузнавање. ВМРО ДПМН во својата предизборна програма најавува, предлага, ветува спојување на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање во една институција. Да видам. Имате став за Ќе ви кажам, ова прашање? Јас никогаш нема да заборавам дека сепак јас предавам уставно право, не сум експерт за безбедносни прашања, јас знам надлежноста на председателот, си проверив да видам да има некои држави каде тие се обединети. Еве одма видов Естонија, Хрватска, Србија, но има и држави каде што сте раздвоени. Кога си реков јас предавам уставно право, а не безбедност, од што ќе се водам јас? За мене е најважна контролата на овие служби. Безбедносните дилеми прогресивно растат, за жал, иако требаше во вечен мир. Ама мене ме плаши дека дури на сите анкети и во европските држави и во светот, кога ќе ги прашаат граѓаните на што давате предност? На слободите и правата или на безбедноста? Одговараат на безбедноста. Што е мојот страв? Мора да има силни контролни механизми, надзор, граѓански надзор да има над вршењето на овие функции. По закон На треба тоа да укажа да ве постои. подсетам господинот Прибе. Да. И со право. Се соочивме ние со оваа дилема и јас тогаш едно чудо текстови напишав за време на ковидот. Кога многу слободи и права станаа жртва на безбедноста. А не ги добивме уредбите со законска сила, не стигнаа пред новиот состав, а Венецијанска комисија предупреди дека мора да стигнат. Понатаму носењето на одлуките за прогласување на воредна состојба и така натаму. И тие. Значи, Ќе имате проблем ако се спојат АНБ и Агенцијата за не можам разузнавање. јас веднаш да кажам, јас сакам, а јас не слушам веднаш и не прифаќам било што е напишано. Значи, јас сакам сериозна расправа, ама не политичка, и таква се разбира мора да има, со експерти, познавачи на оваа област, со примери и со аргументи. Она што јас во главата го имам е дека председателот на државата е председател на Советот за безбедност. Тамо седат и представници по функција, ама и експерти. Ама тоа не е тело што носи одлуки. Не носи, но мора во креирањето на стратегии, студии за одговор на времен на безбедносните дилеми, да се слеваат информации. Значи, треба да биде информиран и председателот, треба да се разгледаат сите аргументи за и против, за да се одбере најдобриот модел. Гледам по државите кај што има
на едно место, кај што се споени АНБ, да речеме, еве и Агенцијата за разузнавање. Например, гледам во Хрватска, не се викаат така, но од ист формат се, изборот се врши и со подпис на председателот, и со подпис на премиерот. Јас, кога има таква поделена одговорност, честопати имам дилеми, дали навистина може да се лоцира вистински одговорноста и дали некога се работи за безбедносни дилеми, а има разногласие, дали тоа нема да се... Често знае тоа да биде негативна селекција. Така, да се одрази. Затоа, значи, јас сакам да се дискутира за ова прашање, експертски ставови, искуства да видиме, за да може да се најде соодветно решение. На тема уставни измени... Ама никако слободите и правата да се заборават. Добро. На тема уставни измени односи со Бугарија и преговори за членство во Европската унија. Како до отворање на првиот кластер, професорки? Како да се стигне до таму? Ние, од последниот извештај што го добивме, а јас го познавам извештајот, кластерот 1, основите, fundamentals, не можеме да го отвориме заради сериозните забелешки што се таму. Тоа е прво. Второ, како да го отвориме? Со некое решение на новата власт во Бугарија, на новите власти во Македонија, со помош на новите власти во Европската унија по изборите и потрага по некое соломонско решение кое дури може да биде и со интерпретација. Дали е тоа реално возможно, според вас? Јас мислам дека бидејќи во разговорите на пратениците со представници на Европската унија и членки на Европската унија, многу често на нашите аргументи се однесуваат на преседанот, опасноста од преседани, како извор на нови преседани на Балканот, што ќе го загрози процесот на проширување, доколку билатерални спорови се лоцираат во преговарачка рамка, доколку не се почитуваат темелните принципи и вредности на Европската унија, доколку ветото се искористи од соседите и наместо да не поддржуваат, тие ни поставуваат услови, со една интерпретација... На што мислите? Еве на што мислам, например, секој договор може да има анекс, адендум или толкување на договорот во смисла дека разговараат историчарите под капата на политичарите од македонска и од бугарска страна, но тоа е заради градење на доверба, заради незаборавање на преамбулата, што стои во договорот за пријателство и добрососедство, и она што го слушав и вчера овде во дебатата од господинот Бујар Османи, дека нема веќе да има нови услови, дека тоа е договорено и така натамо, нека го напишат во интерпретација на договорот дека нема да ги користиме разликите или несогласувањата за употреба на вето, дека тие се тука за добрососедски односи. Тоа е едниот начин. Другиот начин е во новиот состав да се одважат пратеници од Европскиот парламент или да се одважат луѓе од комисијата, која како личи на некоја идна влада, па пред Советот, како на иден втор дом, како што се вели во науката за евроинтеграциите, ќе објаснат дека може да се примени членот 7 кон Бугарија, затоа што ги крши темелните вредности и принципи на ЕУ, лоцирајќи идентитетски прашања како услов за почеток на преговори. Такви случаи имало, па има различни креативни варијанти за одбегнување на тоа, не мислам само на пиење кафе, мислам и на нешто друго. Трето, дури може да се одважи некој во Европскиот парламент или, не знам, да покрене постапка пред судот во Луксембург
кој што го штити европското уставно право, не верувам во тоа, но сакам да кажам, или па дури и она одлагање на дејството на таква една одредба, иако не мислам дека е тоа најдоброто решение, слушајќи ги секој ден изјавите на највисоките бугарски лидери, кои подсетуваат дека доколку и се смени власта, дека тие имаат парламент, дека имаат декларација, резолуција, меморандум и дека од тоа никој нема да може да отстапи. Значи, ја не сум за фаталистички однос кон ЕУ. ЕУ не е догма. ЕУ за да биде заедница треба да се темели на принципи, да биде инспиративна и на вредностите, бидејќи покрај ова што кажав има и други членови, да речеме членот 8 од договорот за ЕУ, тоа за мене не е правен илузионизам, како што некој тврди, бидејќи зборуваме за почитување и реализација. Членот 8 вели ЕУ ќе ги потикнува договорите, да потикна 2017, ама врз основа на реципроцитетот и така натаму, ама напред вели нема да се меша во уставните и политичките структури, дека ќе ги признава културниот и историскиот идентитет, зашто ЕУ е единство на различности, треба да има разлика, да има смисол и разбирање и за нашата различност, а не да не турка во сличност со Бугарија. Има цинични, да. Нека има цинични. Има цинични коментари на таа тема, велат, например, нели, кога... Ама кога ќе речете, готова е таа работа завршена, и земи или остави, јас одма ги цитирам американските критичари на европските Циничните коментари се, да? еве професорката нека ги праша украинците како им оди со копенхашките критериуми. Сега, тоа не е циничен, тоа е... При агресијата на Русија. Чекајте, леле, немојте ве молам, тогаш... Не, тогаш ви кажувам сега, ако е циничното, не. Напротив, значи, ако ЕУ на проширувањето гледа некако на рационална политика, а мораше да има политика рационална за Западен Балкан. Дури некако инкременталистичка политика, веќе ја споменав, наоѓање решенија за определени состојби, туку како политика на гаснење пожари, тоа е причината зошто Украина, Молдавија добија предност пред нас, тогаш тоа не е во ред. Бидејќи да речете вие дека ги исполнила Украина критериумите врзани за првиот кластер, особено за владење на право во ера на војна, е апсолутно многу проблематично. Кандидатката на ИПП ги дава тие изјави дека цвета реформскиот процес во Молдавија и во Украина. Видете, да, тоа им личи на оние кои се начело, па и на господја фон дер Лајен, се разбира, за да покажат дека во ерата на реал политиката, прагмата е најважна, она што е идеализам, правото, моралот ги нема и дека сега тоа е одбранбен механизам од можни други влијанија и така натамо. Но, ние одамна сме требало да бидеме разбрани од Европската Унија, иако не турна во една чудна, како Западен Балкан, не знам што значи таа синтагма, да бидам искрена, геополитичка е, меѓутоа и од овој аспект, Васко, и геополитички, ако така велеа за НАТО, и геополитички, и во функција на проширување на Европската Унија, ако сака да биде компетитивен играч на плуралната глобална сцена, значи таа треба да има обединувачка моќ, мислам дека треба да најде соодветен одговор. Преседанот ќе роди нови преседани и Западен Балкан повторно ќе се движи во циклични, хибридни режими. Колку според вас е реална можноста за бојкот во вториот круг од претседателските избори? Веројатно слушате. И тоа сега од различни страни,
Вие го прозивате, не вие, ВМРО ДПМН го прозива Пендаровски. Да. Тој пак вели ВМРО ДПМН има такви планови. Некои стравуваат дека партиите на албанците, ако немаат своји кандидати во вториот круг, а имаат други намери, например да го наметнат решението за избор на шеф на државата во собранието, дека можеби, ако не јавно, тогаш тивко ќе им порачаат на своите. Што мислите ви? Видете, и тоа е еден од парадоксите или еден од производите на консоцијативната демократија. 5 мислења на Венецијанска комисија има и на ОПСЕ ОДИХР дека да се тргне во цензусот. вториот круг мора да се тргне цензусот бидејќи е бесмислен. Зашто кога двајца кандидати одат во втор круг, еден мора да биде избран. Ако во Франција тој што ќе добие повеќе гласови, замислете, во полупредседателски систем, тогаш за Македонија особено. Значи мора да ги тргнеме тие политички пазари, тие пазарна политика не е политика, за да не се соочуваме. Иначе, дури и во консоцијативната демократија, да речеме, не Арент Липхарт, ама Доналд Хоровиц, вели дека изборот на шефот на државата на директни избори без други услови, напротив, ќе го негува граѓанското, бидејќи без граѓани не може да има демократија. Демос е збир на индивидуални граѓани. Значи, во нормативниот текст ние го имаме демосот со овие елементи што ги споменавте тие при конституирањето на различните органи, но и тука има одговор. Одговорот е даден од судот во Страсбур во случајот Сејдичи Финци, дека критериуми вакви, клучеви, може да има во политиката, или тие двојни мнозинства, ама никако не во судството, никако не значи во судството и никако не во процеси во кои треба граѓанинот да гласа. Мораме да завршуваме уште едно прашање. 40% можно е да, јас не знам, не мислам дека ние сме тие кои се плашат, затоа и парламентарните избори се заедно, но се е можно во масата. Што ќе биде успех за вас в среда? Да? И дали можеби знаете зошто ВМРО ДПМН е престана да зборува за тоа дека очекува дека ќе победите со 100-120 илјади разлика? Не престана. Не вчера е веќе Истото го. Вчера на митингот во Газибаба, да, дека тоа ќе биде големо мнозинство. Видете сега, граѓаните имаат можност да споредат. Ова не е прв мандат на господинот Пендаровски, туку е втор мандат. Не видов јас извештај, не можам да ја видам ни минатата програма со 6 темели за да споредам. Значи, тоа е за него нешто што е минус. За мене, работата од 4 години во парламентот е голем плюс. Јас покажав дека тамо може да се биде активен, одговорен, земјата надвор, каде и да одите, да ја прикажете поинаку, со почит да се однесуваат кон вас, да критикувате, да бидете свој и мислам дека тоа граѓаните го препознаваат. Сега, дури и кампањата, ако ја следите, ќе забележите каде има реки народ, јас сум дури збунета, понекогаш ми е непријатно, и каде има интересен формат на кампања, каде што можеби има повеќе ороводачи од што играорци. Тоа е еден феномен што е очигледен. Благодарам за овој разговор. И јас ви благодарам за можноста да разговарам со вас. Ми беше задоволство. До крај, одгледајте саботажата, јас ви закажувам средба в четврток од 20:15 со прва анализа на резултатите од претходниот изборен ден. Пријатно. Не се знае кое издание на Светото писмо паднало в раце. Дали намаса била некоја понова непозната верзија или се читала едиција која се уште не е стасана до јавноста. Иако нема најава, предпоставка е дека или се работи за некој нов и непознат распишан апостол или за некое редактирано Божје слово,
кој е патриотски, заслужува светска промоција на актуелниот саем на книгата. Господ ја благословил Македонија, штом во Библијата на секоја страница е. Дека се споменува, се споменува. Ама па нема потреба да се претерува со бројките, оти не им се особен фах на луѓето што се занимаваат со општествени науки. Математиката е специфична дисциплина, а посебно тешки за објаснување се пресметките во процентите. Од овие 10 на 12 луѓе кои сум ги донел со мене во мојот мандат, како мои најблиски соработници, 52% се жени. Доволно? Никогаш не е доволно, особено кога се има симпатија кон жените, како што имаше тој. Но и економистите се непрецизни бидејќи сакаат да бидат штедливи, а наместо плусови ставаат минуси. Иако е малце морбидно, ако за квалитет се бројат гостите кои дошле на последното испраќање. Дали неговите политики беа успешни, не покажа дека на ниеден погреб, на ниеден председател не присуствува 136 делегации на председатели на влади и на држави. Имало 211 делегации од 128 држави, но тоа е ирелевантно во споредба со идеолошката матрица на која многумина доследно и верувале. Не е до крај јасно дали натаму тоа е така за неголемите следбеници, но тие прават се за да не изгледа така, па со леснотија се обидуваат да се трансформираат. Ај ќе го ставиме ВМРО до на крај да ниспе него форсирам ВМРО да бъде така лепо ВМРО-вец, она нема врска тоа со Вистина. Од стара комуњара ВМРО не би ту. Не комунист, Пардон, да ме вреѓа. Пардон, се извинувам. Ја комуњара никад не сум бил и нема да ме вреѓа, ќе те тужа. Се извинувам. Ќе те тужа. Тезата веројатно не е точна, оти демант се испорачува веднаш. Патот е краток и не би било изненадување. Тоа и да стане можно. Така, какви ви се односите во моментов со Социјалдемократскиот сојуз? Јас имам со сите принципиални односи, но при тоа во било каков момент исклучувам соработка со ова актуелно раководство на Социјалдемократскиот сојуз. И на крајот, на 2 дена пред изборите останува да лебди дилемата. Кој ќе биде шеф на државата, а кој на армијата. Ке го одберам ако имам таков избор, или ке го именувам најпочитуваниот во вооружените сили како врховен командант на истите, зашто оние под него и војниците треба да веруваат во водачот. Понекогаш изборот е навистина тежок, ама во случајов и не толку. Со еден ист потек се бираат и двајцата.